Благодарам председателе, почитуван премиер, почитувани представници на владата, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на дипломатскиот кор во Република Македонија, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Од осамостојувањето на Република Македонија, собранието уште еднаш е исправено пред донесување на историска одлука која што треба да го отвори и да го трасира патот кон европската иднина на граѓаните, младите во Република Македонија и нашите деца. Во овие клучни времиња за иднината и перспективите на македонската државност, некој може би смета дека политички, партиски или лично е најдобро да остане нем наблюдувач на процесите, да биде критизер на овие клучни процеси или пак да биде активен учесник во ова историско време за Република Македонија. Убедена сум дека секој граѓанин, без криза на неговиот идентитет, има право да биде горд што учествува во политички процес во современата историја на својата земја, која обезбедува полн меѓународно правен признат субјективитет, без негација на ниту еден носечки елемент од македонскиот национален идентитет. Историјата на македонскиот народ во 20. и 21. век покажала и докажала дека во сите овие политички битки за Македонија препознала четири групи на луѓе кои имале своја улога во сите овие процеси во минатото и денес. Првата група била малубројна, но најсилна, со силно изразена самосвест и верба во идеалот за кој се борат. Тие биле луѓе без калкулации, биле луѓе борци. Втората група на луѓе биле политички дезертери, со недоволна верба во идеалот и недоволна храброст, ги ја напуштале битката, чекајќи го исходот од истата, и најчесто оваа група себе си ги препишувала успесите од битките кои што ги воделе политичките борци. Третата група на луѓе, историјата и историските прилики ги препознава како политички профитери. Тие, под превезот на политички борци, во политичките битки остварувале ситни лични интереси, одработувале за туѓи интереси и се обидувале успесите на борците да ги препишуваат на себе и најчесто да манипулираат со четвртата група на луѓе, граѓаните, кои што сакале водство, сакале лидерство и сакале визионерство. Овие три групи на луѓе денеска ги препознаваме повторно, кога зборуваме и за оваа политичка битка за иднината на мојата земја. Почитуваниот мој другар, министерот Димитров, вчера во обраќањето пред Комисијата за европски прашања, цитираше еден многу суштински дел од извештајот на Кернегиевата комисија за Балканските војни пред 104 години, која што кажува многу за важноста на политичките битки што ги воделе македонскиот народ во историјата, но истовремено ги отсликува и овие три групи на луѓе за кои што зборував. Јас ќе го дополнам почитуваниот министер Димитров со уште еден сегмент од Кернегиевиот извештај за Балканските војни и за она што се случувало на Балканот пред многу години. Тој заклучил дека историјата на Балканот и на балканските земји е најпатетичната историја во која сите народи себе си се прикажуваат како жртви, а државите, земјите негуваат историја полна со негации и представа дека секоја земја на Балканот граничи со самата себе. Имајќи го ова во предвид, современата идеја на Европа без граници е идејата која што ја препознаа младите генерации, идеја која што може да донесе мир, стабилност и просперитет на Балканот. И дека само Европа без граници може да ги направи балканските земји големи, без чувство на пораз. Токму таа идеја за европска иднина на Република Македонија, интегрирана во Европскиот сојуз и во НАТО,
со признат македонски јазик, култура, народ и традиција, беше поттик оваа млада генерација на политичари, која многу научи од својата историја и испуштените историски шанси да пристапи кон воспоставување на добрососедски односи на темели на доверба, признание и желба за просперитет на Република Македонија и регионот во целина. Деновите зад нас слушаме повици и говори дека оваа генерација политичари ја предале македонската кауза. Јас би ги запрашала дали се сигурни дека ја познаваат и ја знаат македонската кауза и дали тоа не е Македонија, самостојна, независна, меѓународно призната, со признат народ, јазик, култура и национална посебност интегрирана во обединета Македонија без граници, во обединета Европа без граници. Почитувани граѓани, спогодбата со Грција за мене како македонка содржи 3 свети признанија на историската посебност и самобитност на македонскиот народ, кои не се повеќе негирани од никого. Под 1. Првиот столб свет за македонската самобитност е името на нашата Македонија, која после сите историски контексти останува да биде стожер на името на државата, а географската одредница, придавката Северна, докажува дека единствено нашата земја го носи името на широкиот географски регион Македонија како дел од една долга историја, култура и цивилизација. Вториот столб и признат за македонската посебност, самобитност и историја е фактот дека со оваа спогодба Република Грција по втор пат потврдува дека термините Македонија и македонски според нивното поимање се однесува на географски дел од северниот регион на Грција, како и за народот што живее во северниот дел на Грција со нивните културни одлики. И трет столб, за мене најсвет, признавањето на македонскиот јазик во групата на јужнословенски јазици како потврда за делата на светите Кирил и Методи и неговите учители Климент и Наум Охридски. Овие 3 столба на македонскиот национален идентитет и државност се потврда што ја добивме од оние кои што до вчера не негираа по повеќе основи. Ова време е време кога граѓаните сакаат водачи борци, а не водачи дезертери и профитери. Народот конечно препознава дека добива шанса тој да го оценува успехот на политичките борци и да одлучи на референдум каква иднина сака за себе и за своите деца. Ова време, времето на кое што припаѓам и јас, не е време на испишување на историја на патетика, туку е време за носење на храбри одлуки за мојата Македонија и за иднината на моите деца. Благодарам.